На твое седиште. Ти имаш свое седиште, јас моје, закачени сме еден со друг. Параглайдерот е позади нас. Значи се навалуваш малку напред вака и ни треба малце да ни помогнете при трчање. Океј. Вака имаме убав ветер, само 3, 2, 1 и почнуваме да трчаме, се додека не полетаме, океј. Извидниците од Македонија оставаат трага врз безброј животи, вследувајќи вредности на пријателство, единство и посветеност. Спомените создадени околу логорските огништа, авантурите во дивината и врските создадени преку службата во заедницата оставаат белег на македонското општество. Годинова Сојузот на извидници на Македонија одбележува 70 години пријателство. Цела година правевме низа на активности преку кои што ги одбележувавме годините кои што поминале, а сега во сабота на 4 ноември ќе имаме свечена академија, каде што се поканети од сите одреди, вкупно се 18 одреди од Македонија, може грешам. Меѓутоа поканети се началници, старешини, водачи и на наша голема чест од некои одреди ќе ни дојдат и основачите на одредите, што значи дека тоа се луѓе кои што се бавеле со извидници не дека почетоците на 1960-тите години и ќе ни дојдат на академијата, ќе ни присуствуваат сите поранешни старешини на Сојузот на извидници, началници на бирото и генерални секретари. Голема чест и задоволство ни е што оваа година ќе не почастат со присуство како едно големо признавање кон најголемото извидничко движење, односно младинско движење и представници од институциите, како што се Национални шуми, кои што се наши соработници, Министерствата за животна средина, за труд и социјала, Агенција за млади и спорт, Општина Центар, од Генерал штаб, колку што знам ќе дојдат некои, бидејќи тие се едни од главните поддржувачи на Сојузот на извидници на Македонија, кога ги организира оние смотри на секоја 5-та година. На 4 ноември сите извидници од Македонија се поканети да дојдат во Жена парк, значи во центар, каде што ќе можат да го дадат свечено својот извиднички завет и да добијат свечено извидничката марама од својот одред. Меѓутоа поканети се сите оние кои што го имаат веќе дадено извидничкиот завет, едноставно заедно со новите извидници да го повторат. Доколку е лошо времето, тука се нашите пријатели од гимназијата Корчаген, каде што нели доколку врне дожд, таму ќе префрлиме таа церемонија, но ќе биде навистина убав момент да се дојде, да се види и да се биде дел од свечено давање завет на овој голем јубилеј за нас 70 години Сојуз на извидници на Македонија. Оваа година, како и 70 години, имавме и 13-та смотра на Сојуз на извидници во Крушево, на станичните терените. Имавме повеќе од 1000 извидници од цела Европа. Она што активно го работиме, веќе навршивме една година, сега ни почнува втората година, тоа е акцијата Боренка, волонтерска акција за пошумување на опожарени подрачја, која што организираме во партнерство со јавно предпријатие Национални шуми, како единствени експерти во нашата земја за тоа каде се сади и што треба да се сади. Им благодариме на сите бизнис наши партнери, поддржувачи како што се Министерство за животна средина, Министерство за шумарство, кои што возможуваат, нас ни помагаат да мобилизираме што е повеќе волонтери кои што ќе излегуваат на акциите за пошумување опожарени подрачја. Убавината во Боренка е тоа што преку пакет на активности и едукативни работилници ние ги вклучуваме и најмалите деца, граѓани во нашата земја, со тоа што одиме во сите основни училишта на земјата и организираме едукативни работилници Боренка за заштита на животната средина, каде што децата со помош на изгорено дрвце, Боренка ја викаме ние, јаглено моливче, цртаат дрвце, ги садат во виртуелна шума и за колку повеќе деца нацртаат стебла со изгорено дрвце, толку повеќе вистински расад ќе се посади на опожарено подрачје. Имаме и листи на чекање во некои извиднички одреди, бидејќи сепак извидништвото е волонтерска работа и капацитетите на одредите зависат во однос на тоа колку млади волонтери имаме во извидничките одреди. Порано морам да кажам дека имаше многу повеќе млади волонтери, сега за жал младите никако заминуваат во странство се почесто, дали да студираат, дали добиле некоја работа во странство, меѓутоа огромен е интересот. Моментално во Македонија има околу 3 до 4.000 извидници. Работиме на отварање на нови одреди во Лозово, во Пробиштип, Струмица,
да не заборавам некој град, меѓутоа да, може би е различно, се менува општеството, меѓутоа онаа желба за младите, децата и младите да прават нешто корисно со своето слободно време, секогаш останува. Тука најглавен фактор се родителите, бидејќи родителите се тие кои што нели треба да ги поттикнат децата и младите да излезат од дома, да прават нешто општо корисно, да се дружат, да се запознаваат, да шетаат, бидејќи и доста шетаат, извидниците се запознаваат со извидници од целиот свет. Како си сикаме, Бојан? Најубаво од прво до трето деление за детето да влезе во таа програма на Сојузни извидници на Македонија, која што се дели според категории на членство, значи да почне со развигорци, тоа се најмалите извидници, односно од прво до пето деление, после тоа како растат идат во група извидници до девето деление, па истражувачи, тоа се средношколците и на крај роверите, кои што се кажеме и најголемиот мотор на Сојузни извидници на Македонија, бидејќи тоа се младите кои што ја креираат програмата, ја осовременуваат програмата, организираат кампови за илјадници извидници. Сите се добродојни извидници, секогаш сакаме повеќе пријатели, повеќе дружби, доколку некој нема време да ни се придружи активно, секогаш има можност да се јави во било кој одред, да пружи своја поддршка со своја експертиза или на било кој начин едноставно да им помогне на децата и младите во својата мисија, а тоа е дека создаваме подобар свет. Ово е патување кој инспирира, образува и ги јакне децата и младите од нашата татковина. Факел кој силно гори ги осветлува срцата и умовите на бројните извиднички генерации.